Јас кога имав 9 години, може да ставам мој да ми стават клjuč на врат, ја да идам у школа сам, да се вратам дома сам. И беше безбедно. Сега, мене искрено, како родител, ми е страв да го пуштам моето дете само на улица. Не знаеш дали детето ќе ти го згази некоја будала што дивее по улици, ќе ти го киднапира некоја будала, за ти бара пари, или не знаеш дали ќе ти изгори во пожар. Ако се запазеле оние за противпожарна заштита нормативи, немало да дојде до толкава трагедија. Може и ќе изгорел објектот, ама сите ќе биле спасени. Значи, ако ходникот бил со прописна ширина, 3,60 како значи или 2 ходника по 1,80 м, да. немало да има стампедо. Ако имало 3 излези, ќе можеле да излезат. Ако кровот имал противпожарна заштита од половина час, немало да им падне на глава. Дури направив една груба пресметка. Еден ПП хидрант да имало централно поставен, кој што со млазница зафаќа радиус од 25 метри, ако го ставиме по математика, покрива 400 квадрати колку што изнесувала дискотеката. 2 ПП хидранти, апсолутно би можело да се пристапи кон сериозно гасење на тој пожар. Многу од луѓето, иако излегле, пробале да се вратат да се ги спасат најблиските. Токму тука се создало тоа тесно грло, каде што практично сакајќи да помогнат, оневозможиле да излезат.